Добро вечер во нова епизода на подкаст Основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Денешниот гостин е малку хибрид меѓу политика и ноќен живот. И се по нешто велиме добро вечер за Ѓорги Галетановски Чомбе, се надевам дека те погодив и дека не промашив. Добре дојде, фала што се одзва на поканата. Добро вечер, баш ми е мило што сум во еден од позитивните подкасти држава. Кажи ми како се доживуваш како политичар, како менаџер, како директор? Никако не ме прифатија како политичар, некако. Уште ме викаат директоре по улица, ама не се доживувам ни више одамна како директор. Добре се, формално и не си. Па не, да. Саже ми кажа како политички училишта не се снаоѓаш, не премногу си честен. Не дека не се снајдов, него некако јавноста, која збориме за јавноста, не ме прифати како политичар, знаеш, сите ми сугерира и кога сум бил на функција, кога сум дека не сум за таа работа. Можеби стварно не сум, не знам, стварно сум сакал да се... Ја би се согласил, не да не ми оставаш печаток, ја не те ни познавам, сега да не се сам се знаеме посредно само. Меѓутоа па и не оставаш печаток за таков за мршо јадец, за реално такви преживуваат во македонското училиште. Да, треба да си малце бескрупулозен, да си купиле, да си да прекулешови, да. Така да си живи. Ги немам тие карактеристики. Тоа ти викам, може заради тоа и во право се луѓето кои не те препознаваат како класичен политичар. Да. Дел си од политичката партија СДСМ. Од кога си дел од СДСМ? Од мои 16 години, од дедо, комунистичка партија. Значи ти си баш од тоа крило што влече корење од партизанија? Па да, од мои 16 години сум активен член. Тогаш беше дозволено, нели, пред 18 да бидеш член. После го сменија. Да. После го сменија и така до ден денес. Меѓутоа, пред да речеме заев гарнитурата не си бил премногу исполнител или ја барем не паметам се, можеби нормално не ги знам сите. Никогаш не сум се форсирал да се пикам, да се молам за функции или за такви работи, едноставно да, сум бил член, симпатизер, активист. Тоа што ми понудиле, ако сум мислел, сум го прифатил, ако сум мислел да е окей, сум одбивал некои работи, но не сум се форсирал да управо си, никогаш. Сакам да кажам, не си, и тоа што ги кажа, да не си се лактал за функција. Не, никогаш, тоа ми било класично газење преку лешови, што се случува и ден денес, не само таа у сите партии. Да, дефинитивно тоа така. Добро и види, ми се допаѓа што имаш и малку сенси за самокритика, значи не се сите работи сјајни и мене многу ме нервираат во рете да си партиски член активист, ама само ме нервираат слепци, слепи ќе се правиме баш на се. Никад не ги прифатив, не ме сакаа унија на близина такви луѓе, нит па јас сакам. Што и ти е помента, човек треба да останеш, да. Беше прв човек на градскиот комитет на СДСМ, на тој комитет искрено никако да му тргне кој што треба. Значи, години назад не може да се задржи еден човек подолго време, да го од времето кога ја не знам кој бил последен пака долговечен председател. Па Стефчо кога пребега од ЛДП во СДСМ, он ја зема, па од таму пребега кратко, па во Гром, па не знам после него. Најдугачко беше, не знам дали го знаеш ти, што беше за информатичко општество заменикот Александар Бајдевски. Он беше за 6-7 години добивме власт. Не го познам, не ми текна, меѓутоа на тој комитет никако како да... Ти колку време го водеше комитетот? Скоро година, не. И тоа не е... Па не, да, не е долго. Немаше време, фати кампања некои меѓу пред избори, ова, онај. Фактички кога паднавте од власт? Кога паднавме прифатив, да, се нафатив, тогаш ми се јави председателот. Што ти текна? Па знаеш, мислев дека можам нешто, не размислив дека е краток периодот за избори, дека е премногу лоша климата и се нафатив без никакви побарувања, никогаш финансиски од партија не сум нит барал, нит ми дале нешто. Едноставно со срце се прифатив, ги собрав млади што се со мене али ете се деси што се деси у Скопје. И мислев дека најреално е да отстапам место да проба некој друг, бидејќи не сум таков човек под било која цена да останувам на функции или... Добре, се види и после тој изборен резултат да бидеме реални, не е окей да останеш. Па како беше си дадовме сите оставка? И краток е периодот. Па не им ги прифати на некој. Година, дена, да, во право си знам. Ја и Кикиот Штип само не ги прифати.
Кристина. Знам и на кои оставки алудираш, меѓутоа, види, тоа е најглупа фора. Која е таа фора? Не ти ја прифаќам оставката. Може ли некој мене еве давам ја се оставка и кој на сила ќе ме држите, ако е искрена, не била искрена намерата да се дае оставка, тоа е договор за да се прави пред народ фама. Као инаку кој се еве тебе не ти ја прифаќам оставката на сила, ли ќе те држат на функција ако не сакаш да бидеш на функција. Како се случи? Малку сакам да ми бидеш активен во овој дел, бидејќи еве сега сепак си од внатре, како се случи се да сме да падне на тоа да биде пета партија во Скопје. Не ти имплицирам вина или бидејќи подолго време возот одеше надоле, значи од 21 локалните избори веќе отиде многу надоле, на 24-та парламентарните драстично падна и тоа продолжи така да нема далеко тоа дека си ти виновен или дека си само ти виновен или дека ти си. Гледај, Јанаки, вината. Како стигна да видите пета партија у Скопје се, не слаб резултат, понижувачки да не лежи. Така е, јас сум само критичен и понижувачки беше резултатот. Дел се должи на тоа што навистина беше краток периодот да се реформира партијата кој што треба. Имаше грешки во штабот, имаше грешки во некои избори на кандидати. Народот се уште не ги прости грешките што ги направи минатите 7 години и тоа донесе до некоја апатија. Виде колку е излезноста и сам ги разбираш тие цифри. Излезноста беше таа што беше. Некои ја загриза фората на Амар, му ги дадоа гласовите разочарани и од двете партии, па ќари некои 5-16 илјади он плюс, ние не влеговме во втор круг и се деси тоа што се деси. Според мене дел очекувано беше, резултатот беше горе. До тој степен? Не до тој степен, ама не очекував нешто повеќе, али тоа е тоа, вината е кај сите, не наоѓам ја поединци во вината. Беше ли добар избор кај Јашуков? Ја имав чувство, искрено моето лично чувство, дека као баш буквално ради реда, изнасилено да прифатила, колку да има некој. Види, малце и потешко климата, тоа што викаш беше таква. Значи, повеќе од сигурен пораз, може би не се очекуваше дебакл да не се влезе во втор круг, но и тоа повеќе и кога е таква ситуацијата, малце потешко се наоѓа кандидат кој што ќе влезе all in. Тешко и јас прво ја почитувам како жена, што стварно една од почесните кадри што биле у СДСМ и искрена жена. Тоа што го збориш ти е тоа вистина дека у такви моменти тешко и тој што е кандидат all in да влезе, не само да прифати. Каја у Скопјани еден флаер не видов од тоа. Скопјани не ја препознаа Каја како лик што треба да го дадат гласот за неја, затоа што пак ќе кажам, она е повлечена и мирна жена, секогаш и кога била министерка и све, така функционирала и не даде некој импут кај Скопјани дека ќе нагази, не тргна според мене агресивно, офанзивно, малце имаше грешки тука. Луѓето околу неа што беа у штабот малце и киксна со одлуки и беше пуштена на тоа што не снајде. И јас исто ве мислев дека ќе влезу втор круг, но се деси тоа што се деси. Еве кога веќе го спомна Амар Мециновик. Ако сакаш да бидеш објективен, нормално дека вие левица се повеќе ја гледате како партија конкурент за претендент за лидерско место во опозиција. Јас си, не знам, на 1 јуни сме и на суд со претседателот на таа партија, меѓутоа ако сакаш пообјективно да обсервираме, многу убава кампања, многу културна и убава кампања, знаеш, многу различно од она ќе ве стреламе, ќе ве бесиме, ќе ве запалиме. Многу младалашка кампања, мислам се и Амаре од мене 2-13 години помлад, повлечен нога некако го препозна народот, многу убава кампања. Завршниот спот нив ми беше најдобар на цела кампања, например. Така е, нема спор. И факт е колку год да они се анализи се јачат, ние се дуплиравме на гласови, дека ги собра од СДСМ незадоволни што гласале во прв круг кај не испанува, бидејќи да ги дуплираш од некои 30, некои 60 дојде, додека Орце и стагнира. Орце буквално ни 100 гласа повеќе не освои. Така е, меѓутоа, Јанаки, јас после прв круг повикав дека е најголема глупост да се дадат гласовите дали од СДСМ од ВМРО на Амар Мецинович. Зашто? Затоа што не може човек што е искрен, до вчера што и погребувал, што викал ќе ја закопаме СДСМ или
друга партија да моли за гласовите утре ден како ништо да не било. Второ, има многу убава кампања, но веќе во вториот круг него му се виде тоа што го има Апасиев. Он може би е добар дечко, има желба за политика, меѓутоа него го влече многу тоа што Апасиев Што сакаат сите да го копираат. што сакаат да го копираат и што сакаат партијата да им биде извор за финансии на тројца и не се искрени според мене. Они, знаеш, пандан се Сириза од тему, сакаат да бидат екстра левичари, ама тераат контра десно максимално и според мене чепкаат од сегде, а мислам од сегде, да. Ама поентата им е од десницата да ги земаат гласовите и на ВМРО, неутралните мислат дека тоа им беше нив пикот и за тоа беше грешка што им ги дадоа некои членови на СДСМ тие некои 10.000. Јас имавме анализи околу 10 до 12.000 лично од СДСМ гласови отидоа кај. Сакаш да ми кажеш дека сега, значи во политика која што е во по дефиниција прагматична работа, дека ако сега одненаш нели и да кажа ќе опасокизираме СДСМ ќе закопаме и сега дека тоа готово вие сте скарани за довека, не сме скарани, меѓутоа, да, меѓутоа не ми е искрен кој политичар. Не го гледам ја ама. А има ли таков политичар кој види, знаеш, ја гледам некои млади деца во левица, има што се искрени, што не доаѓаат до израз ради него и ради Димитар Апасиев. Има и некои совет што се ги гледам, окей, деца се, девојки некои, али не може да се одлепат никако од таа нивна мантра. Која е таа мантра? Еве, баш дека доаѓаме, сум си ја потцртал и малку да зборуваме за левица, како по моје мислење дека на следните избори има реални шанси да ви го превзема приматот, може нема да бидат се уште доволно силни да го предизвикаат директно ВМРО ДПМН, но мислам дека дека никогаш нема да бидат пред втора политичка партија. Не биди сигурен. Затоа што народов не е глуп да верува на приказни. Не гледа унив просперитет. Не е приказки, меѓутоа и народот е изморен од дуото. Изморен, ама гледај што се случува, они што го тераат, тој анти-ЕУ, анти-НАТО. Има плодна почва во Македонија, затоа тука имаш и многу русофилство, има многу. Добро, и што е почвата? Што плаќаме овоши зеленчук по 700 денара кило. У Хрватска е 4 евра, кај нас е прската 11 евра. Народов не може, нема више пари да го издржи тоа, веруј ми. А лесно име на нив тројца од партијата, знаеш, да си купат и дуќани, кола и све, а другиве члена. Мислам дека нема да пројде сега, да сме живи и здрави. Ке има ли избори следната година? Таква никој најави има дека за година. Јас мислам дека у јануар ќе има техничка влада. Да, тоа е последната техничка влада си изгласа, они без вас. Мислам дека ќе има техничка и март ќе има избори. Тоа се мои сознанија, што мислам. Анализи дека... сознанија И сакаш да ми кажеш дека за година дена од сега дека они нема да ве пристигнат? Мислам дека не. Спораш дека толку 70.000 гласови им се пикот? Пикот им е до 70.000 гласа нив. Ова у Скопје што се деси, веше ти кажав, благодарение на голема разочараност. Види, мене не мораш да ми кажеш, јас сум се убедил со нивни членови со кои што се познавам. Јавност. Ваши гласови се тие што ги освоил, колку беа 32-3. Он освои 32-3, наши се 2-13. Не, сеј тоа не можеш прецизно, тоа пак е многу грубо, но ваши гласови се тие што си ги отворил во друг круг. Во втор круг, многу нормално дека опозиционо ќе ги собереш сите што не ги сакаат ВМРО ДПМН. Орце стана градоначалник со најниско конто на гласови во историја и тука за мене многу перфидно изигра, не знам и тоа како го поминува ВМРО ДПМН, вреди, например, не му даде ни еден глас повтор. Никој не му даде албански глас. Мислам, дали беа комотни дека има доволно предност која што не може да стигне кандидатов на левица, па нема потреба, затоа што, види, локалниве избори, не знам тоа како си го изменаџираат, тоа си нивна работа во ВМРО ДПМН, но факт е дека на некој начин беа изиграни од вреди. Им помогнаа во неколку средини за да знаеш дека нема институција со албански директор во Скопје. Што е веројатно одмазда на градоначалникот. Тражили сте гледајте. Па види и така е, затоа што реално тие им помогнаа во Тетово, пробаа да им помогнат во Гостивар, таму е малци пославо во ВМРО ДПМН помал корпус на гласови, во кои други општини исто така директно, со директна помош, види како што кај нив албански ве условно речено гласови во македонски средини, во мешани средини кај што се они малцинство се решавачки, такви се и македонските гласови во Тетово, во Гостивар,
во Кичево Струга. така е. Струга со мен Струга- дикира што се деси, таму се изигра. И таму се изигра, а И не знам дали памтиш, Петре изгуби од Данела со 122.000 гласа. дали поголема излезеност мислам дека имаше тогаш или немаше, ти поише ги памтиш. Со 120 и колку изгуби? Две. Имаше Ама во вторкот. во втор. А во прв? Не памтам тачно. 90, 100. 90 и нешто. 190 и нешто 100, губеше значително. 25-6. 25-6 Да. до кај 30.000 Да. гласови. Убаво, го што го спомнам од ценет колега Петре Шилегов, пар судења имавме заедно, вака убаво се, знаеш, Да, активен е сега, гледам, да. Се вратил. комуникативен лик. Сметаш ли дека е во ред? Еве, види, ја Петре можеш да го сакаш, да не го сакаш. Реално, според мене далеку од најлош градоначалник во Скопје, меѓутоа неговото кафанско однесување можеби му гризеше добар дел од рейтингот. Се ти да влагаш во собрание и да у комисија да им викаш пип, шо има, и затоа и сега може да им е допадливо само на хардкор членовите, на пошироката јавност сигурно не. Ама Меѓутоа- тоа е Петре Шилев. Не, во ред. Уникатен е, меѓутоа едно нешто не можеш да му одземеш, дека е борбен и дека кога беше режимот на Никола Груевски, дека он јадеше и маст, и стап, и се. Значи беше портпарол, јадеше тужби за клевета од 25.000, 30.000 евра со закани, со секакви методи се према семејство, према син малолетен 15 години и сметаш ли дека е во ред? Ако сакаш и не можеш да ми одговориш ако те става тоа во неудобна позиција, меѓутоа да биде он исклучен од партијата, бидејќи сметал, нели е демократско право ја да сметам дека јас сум член на ВМРО, не сакам да биде Христијан Мицковски председател. Нормално тоа во позиција кога си на власт малце потешко се повикува председателот да даде оставка, меѓутоа еве Петре лајв дозна на некоја емисија дека е исклучен. Види, лично мене ако ме прашаш, јас не сум да се исклучи ни било кој член. Ова е дипломатски одговор. Не е дипломатски. Меѓутоа, не сум ни да се удира кога твојата матична партија е најслаба. Значи, требаше да пробаат да седнат, да најдат заеднички начин, да се соединат некако, за тоа што и Петре, кој што кажавме, не е за фрлање бил, и е Петре Шилегов. Не можеш да го исклучиш. И не беше лош градоначалник. Не беше лош уопште градоначалник. Прво има факти може на не бил колку најдобар, меѓутоа не беше ни лош. Помагал и на членство и на нечленство. Каби и чепка работеа, се работеше, да. Меѓутоа јас сум против исклучување на било кој член, дали бил Петре, дали бил друг. Се решава, мислам дека со заедно седнување на маса. Сега одлуките таму ги носат други и не знам како дошле. Наоѓаш вина и кај него? Кај него наоѓам вина што некогаш е пребрз и знае во лична конверзација да избрза, меѓутоа па има и една доблест што знае да се извини он после утредента. Добре, ја не го знам до толку персонално. Да, јас го знам лично. Сега каква им била конверзацијата со председателот, не знам, меѓутоа можеле да најдат подобар начин него да се исклучуваат од партија. Мислам дека не е ни време ни место во партијата за исклучување. Да, дефинитивно си во тој дел во право, ти беше доблесен, си даде оставка веројатно како некоја морална одговорност од градски комитет, но остана советник. Колку мина сте сега од СДСМ? И таму сте релативно слаби. 5 од СДСМ, 5 или 6 се од левица? 6 да не се од левица. 6 се од левица, Дуи има тројца? Не, 5 се и Дуи. 5 се и Дуи? Да. А вреди? Мислам дека се 6. Не ме фаќај за збор. Мислам дека математика со албански да не добро, не е битно и ВМРО колку има, значи на 20 има пола Совет го има ВМРО скоро. Пола Совет го имаат ВМРО. Како во таа констелација на односи кога они имаат многу силно мнозинство, кога вие не сте ни најсилно опозициона групација во Советот, оди опозиционата борба? Види се, они више четврт Извини што те прекинувам, прилично се активни на левица советниците, се активни, не зборуваме дали се они продуктивни, не се продуктивни, агилни се, гледаат да ги има, да се. Не дека не, меѓутоа јас пак ќе кажам дека тоа е дел и на нивниот маркетинг, видејќи ништо не ќе им признаеш. Не им признам, знаеш зашо? Зашо функционираат, не им го почитувам тоа што сакаат насилно да го земат просторот на другите опозициони советници. Како ве тепаат ли? Не, прот. Не може сега она да исклача било која на говорница и да вика ја не се тргам додека не ми донесете лист.
Врати се на место, остај други. Те сега цело време тераат со сценарија, облекле мајци, не се трга од ова. Стои. За мене тоа не е баш парламентарно и политички. Добре, што јас искрено да ти кажам, не го пратам советот толку, меѓутоа може да е тоа ти што велиш, пиар, зашто рилови од настапи ми излагаат само од левица, они се такмичат утре ден кој ќе многу активни, меѓутоа па која е опозиционата борба на СДСМ, јас не паметам нешто да сум видел спектакуларно од советничката група на СДСМ во собрање, во советот на градскog. Па сите сме имале излагања и говори за 4 месеца се знаеш и пак си четврта партија у советот, не можеш џабе да правиш цени се. Треба ептен да се, стварно да, и градов малце треба укочене, не дека не е за критикување, ама... Ти даваш шанса на новиот градоначалник? Да, сме дале шанса да не се деси тоа што и се дешаваше на Данела. Ама пат позиција, блок. Да, ако не се оправи сега овие месец-два, верувам дека сите опозициони советници ќе реагираме по жесток. Неколку структури во што знани, што не знани бараат оставка од председателот на СДСМ Венко Филипче, тој нормално оставка не дава. Има ли вистина дека неформален председател е се уште Зоран Заев? Не може да кажеш дека без влијание, тоа е наивно да се рече. Зоран Заев може би има некое влијание за некој совет и ово, ама дека јас барем додека идев секој ден таму немаше дојдено стварно у партија, сега го народен ден од прв пат го видов. На крај дое. Да. Не можам да кажам дека е неформален лидер, бидејќи сам Венко носел одлуки, никој не му тур сме биле на извршен, сам ги носел тие одлуки, дали биле штетни или добри, он ги носел. Не можам да кажам Заев му наредил на Венко да секакви муавети има. Да не веруваме на мобедите? Па, јас дури не видам. Ке отиде ли во стечај се да само после следните избори? Не ми се верува тоа. Се желби на ВМРО-вци? Па поише на Сириз, на Левец. Ама не, види, знаеш како. Тоа е нивна желба, Види. Баш са бајле го слушав повикува дека не можело више да само да ги обедини, они ќе ги обедини. Што е спорно во опозициона партија тоа да го пропагира? Не, знам стварно. Ама не, што ти е спорно било која ЛДП да излезе да ти каже сега Моника Зајкова на пример. Па затоа што он сака да обединува. Јас не сакам да ве обединувам, ама и тоа ќе ти биде спорно. Он сака да обединува, а ја омаловажува најголемата опозицијска партија. Значи ти не кеш да обединуваш, ти сакаш да си фронтмен и да е овакво. И тоа и така треба секој опозиционер да се однесува, меѓутоа проблемот знаеш и кој е. Проблемот е што од веќе сме тука. Сашо бе како седна со Африм Гаши и со Мицковски, зошто да не се обедини со цела опозиција? Зошто атко кога ја бутаа владата тогаш на СДСМ, кога пребега овој едниот пратеник, тоа беше атхок. Значи намирисал фотелја и окей, ќе седнеме. И така да се толкува, не е никаков проблем и така да се толкува и таа слика му ја вадат нели ден денеска, меѓутоа гледај, поли не е само така седноње, тоа е јавно, после самиот Мицковски кажуваше дека имале они. Сега ќе те навратам за советот. Дозволи неколку пати дека одел во Белата палата. Ама тоа се факти се тоа, не го еве, тоа еде договарале. И кајцата го кажа. Да, еве сега ќе те навратам на советот, извини. Ги гледаме гласни, така снимаат рилчиња прес облакаат мајци да демек различни говори се ово. На све окей. Зошто до лани дури беше Данела имаа директори и управни одбори. Тројца директори. Доскоро имаа директори. Тројца директори. Види, тоа е многу интересно прашање и ако ги прашаш... Знаеш дека имаа над 100 вработувања као партија у град Скопје? Јас знам за околу 60. Не, над 100 има. Знаеш што е проблемот? Што ова им е баук тема, ако ти ги прашаш за ова, ја ден денеска знам таму луѓе, например кога беше партијата во зародиш, полуоснивачи ги се знаев со нив делни другари, нели ги исчистија. Меѓутоа ден денеска знам луѓе таму и секој ќе им го кажеш ова, ти што го говориш, ја им викам, вие бевте власт и дека беше Јесте власт, не сме власт, како власт? Како не? Не се власт. Тројца директори, управни одбори, надзорни одбори, како кои ти дава вработувањата, не ги знам, пошто не можеш да ги гледаш, ама овие се... Јас знам, имаме ние и све, кај и све. Сакам да ви кажам, овие се видливи бидејќи се јавни, се како не си власт, а ти даваат функции. Управен одбор.
По името си управен. Така да е јасно. Или директор, дали било КИС, дали било... Тоа има као баук тема, они, добро, не. не сме ни одлучувачки, поред, онда како си без влијание, зашто се нафаќаш тогаш, ако... Се до вчера си без влијание, меѓутоа, знаеш што е проблемот? Што целокупниот твој наратив е веќе 20 и повеќе, 25-6 минути сме тука. Не бе, ти дека ги спомна. Повеќе ти си накрвен на левица, отколку на ВМРО. Не, јас тоа ме изнервира са Бајле што искочи, онда се представува како ќе обединува. Тоа не е нелегитимно од било кој опозиционен политичар. Проблемот знаеш што е, што си се гаите вие и ВМРО едни со други. Си се гаите. Зашто би се 35 години, са 35 години се менувате на власт, како зашто си се гаите. Во тој дел сега не можеш да ми кажеш дека не си се гаите, меѓутоа ајде да затвориме таа тема со она што го почнавме, директор. Јас искрено од дете со 2 деца, мислам од деца ако ми беа мали, сум одел у зоолошка, ните знам, ните познавам, затоа ти дам хвалоспевки, меѓутоа факт е дека многу се крена зоолошката во твојот мандат. Колку време беше директор? 3 години. Дека многу се крена зоолошката, стварно ја заличи. Нели мислам дека го слушивте и рекордот за посетеност? Да. Колку беа тоа посети дневно? Па не, рачунавме неделно, негде околу 35.000. 35.000, што е по 5.000 луѓе дневно, што е одлична. Да, ја донесовме да се финансира многу јако од карти. Од карти? Да. Само од карти не може да живее? Не, едно време ја донесовме до тој степен. Да може да живее само од карта. Кој е сега директор општина Зоолошка? Нели едно време ќе остава ВДО Советников, па не го ставија, па го тргна, кој е? Па да, сега е таа една што ми беше мене вработена раководител. Заменик Тина? Не Тина, една Кате што беше раководител, сега е нешто веде, па имаат конкурс некој сега. На кој што ќе победи Кирков? Па сега они си знаат тоа. Така да, они си знаат. Кажи ми, зоолошката, има ли простор за експанзија? Таму е многу лимитирано и колку има можеш да направиш живеалишта. Во меѓувреме во твој мандат угинаа жирафи? Една укина во мој мандат, двете во угинува жирафа. Кај мене беше констатира срцев удар на жирафата. Првата умрела од некоја бактерија. Сега нема ни една, мислам. Сега нема ни една, да. Живеалиштето таму гледам ставиле кам или нешто оно. И има место за експанзија, бе. Знаеш, треба да се вратат спонзорите. Ја имав многу јаки спонзори тоа време. Ми помагаа многу и сериозни фирми. Сега гледам нема ни една. Веројатно и лични корекции си користел градски лик. Коре доле да. Меѓутоа ако им дадеш ти пулс дека иде нагоре, ако организираш ивенти. Јасно. Да за деца представи ова, она, ако те поддржат јавни личности, кој мене што ме поддржа, сами доаѓаат спонзорите. Браво. Пред да бидеш препознатив како политичар и левети, што велиш, никогаш не те засакале како политичар, односно не те перцепирале како таков, беше препознатив по ноќниот живот, нели еден од попрепознатливите менаџери. За разлика од јас и ти кога сме биле деца на 18-20 години, ноќниот живот свесен си сега дека во Македонија е помалку или повеќе дупка, значи не се споредува со тоа што кога ние сме биле деца. Трни го на страна Кочани па затвориле една-две дискотеки. Долго пред тоа Кочани последниот удар. Што се случи со него? Ти си баш за тоа многу повеќе можам си ми меродавен отколку за политика, да не те гледам за класичен политичар. Што се случи со ноќниот живот во Скопје? Ноќниот живот, прво ние сме го живееле у многу различно време со различни вредности, сега изместено све, али почна да паѓа нагло некако 2011-12, кога прв пат го донесува оној законот за цигарите, што беше, не знам дали памтиш. Да. Тогаш кога се преполови, од година у година, дали поради иселување на младите, дали како навлегува социјалниве мрежи, Facebook, Instagram, тоа им стана забава, животи, не живеат реално, почна да си се лажат на Instagram и на Facebook дека све е окей, и нема потреба да искачаат као ние, ја и ти што сме искачале пред Фреш или на коцка. За се видиш, мора да се видиш. Мора на коцка да отидеш или вечер у кавериот, знаеш, не ги интересираше све помалце и селувањето ја донесе до точка да нема више кој да искача. Менаџерството прекина како професија, веќе не постојат менаџери, газдите сами си менаџираат преку социјалниве
Да, алатки, да, си да. плаќаат дали Инстаграм, дали Фејсбук. И Бустават и тоа не може. од водечки град на Балканов станавме одеднаш место каде што мора ти вечер да отидеш до Струмица или до Битола, ако сакаш нешто, свирка да Не идеш само или тоа. журка. Мој другар живее мој многу добар другар од факултет, живее во Швајцарија, работи во многу голема банка. И тој мене ми викаше, Јанаке, вика, јас кога вика на времето, пошто он знае германски, вика, јас имам читано, вика, во 2000-та, 2001 година, сега е доста порано, репортажа на германски весник, најдобро, вика, најдобар ноќен живот во Европа, Скопје. Вика, Точно, зашто? Па вика, меѓу другото, вика, само тука можеш, вика, 3 саат за веле 14 годишњак, вика, да видиш. Да. Така беше, Така меѓутоа факт е. И знаеш кога се спречи, точно го памтам моментот и сега ќе те потсетам, ќе се согласиш. Јас имав 17 години, значи в трета факултет, значи тоа ќе му доаѓа 2002-3 година, кога се случи убиството на Марио, тој беше моја генерација пред Лондон. Значи Трент Лондон, пред Трент. го избодаа со нож. Да. Да. Во срце. Па тогаш се детето намали ми беше работното време, памтиш? И тогаш, види, претходно работно време постоело, ама никој не го Ама сите фермал. тераа до 2 кафичи. И повеќе бе тераа дека има луѓе. Тачно. А тогаш прв пат стана Ама строго да мора со во законот за цигари. да мора во не, покасно доаѓа законот за цигари. Така Меѓутоа да беше, мора во еден да се затвори. Да. Инаку јас сум на мои 16 години јас сум бил на Трансзабавно МКЦ ќе ти во 9 кажам сабајле, зашто е до 9 тачно, сабајле. зашто е тачно, зашто е МКЦ тачно работеше до 9, булевар, академија, беа кафичи, тераа до 5 сабајле. Така. Јас и работев у булевар и искачав, седевме до 4. У академија идеше цело белградско подземје на времето. Ја бев дете, некако влагавме, ама ги гледаш. Некако влагав. Па да, сите цел Да, Белград знам. идеше. После кога отворија Колосеум, диска, такви не постоја у Белград, кој што имаше журки тука. Да, дефинитивно. Да, и Технозабави, да. профи. Али сега центар е Белград, за жал. Ноќен живот и тоа е тоа. Да, тоа е точно. Меѓутоа, еве, ајде, нели имаме и немалце синдром на самоуништување? Ти имаш, мене тоа многу ми пречи, искрено да ти кажам, и многу луѓе го взимаат кај нас и покрај што има русофилство, многу има србофилство, само македонофилство ни фали некако. Кога било кој, не ти зборам сега, види, Звезда е Звезда сегде, Цеца сегде да отиде, дали јас слушам или не јас слушам, и у Софија ќе отиде, ќе напуни стадион, и ќе отиде у Босна, ќе отиде у Австрија, ќе наполни стадион. Меѓутоа и најголемиот селјак од било кое село да дојде, значи тоа е препуно, тоа е 2000 денари карта, тоа е некако за нашиве артисти не им се дава поддршка, мене тоа многу ми пречи. Многу љубоморен народ сме. Дел имаше забелешка од, не знам кој ми го збореше тоа, вика, па демек, не е баш така, демек некој србин што почнува кариера и да зима 20-30 евра кредит за да направи убав спот, кај нас со мобилен снимаат спот, ама нема место, да знаеш. Тоа држи место, не, ама со што да ги Памтиш кога го збореа Дарко Димитров дека е најдобар композитор? Добро. Па Дарко Димитров ги направи и Тамара и Каролина Така, да, и он ги сите. избаci. Сега снимаат у некој смешни и не уложуваат у кариера, па уложи, направи 2-3 песни, оди у Белград, продај се. Јасно. Не можеш така у една соба сега. Тоше зашто пунеше 3-4 арени, затоа што фрлаа пари за да Многу прават пари, и знаеш. музика нормално. Тоа беа за тоа време, брат, 2005-6, тоше И праеше. тоше не го сакавме, кога умре го засакавме. Не сум сигурен дека. Абе го вреѓа сите, не заебај. Не знам, се носи Хомосексуалец, хомосексуалец заправо. Тоше беше до крај селјак за Скопје. Сега ме ти кажам, али за тоа време праеше многу солидни пари. Невидени цифри у Хрватска на крај сега. Така. Штета што толку рано му заврши Не кариерата. знам дали ќе постои пејач што ќе го напуни стадион наш. Не знам дали ќе постои. Он два пати тогаш го не направи. памтам некој да го наполнил. Да. Некој види, тоа се во тоа време кога не беше дограден стадионот, сигурно 20.000 карти, ма каки поише Не, кушта и со се боле. теренот и Со се поише. теренот и повеќе 25.000 карти сигурно се тоа продадени. И он правеше, ако памтиш, добра традиција, имаше два концерти годишно, едниот е хуманитарен, едниот си го прави за ќар. За ќар, тачно. И два пати го пуни. Да. Од кој што ти имаш опција рачуна еднаш додиш бесплатно. Бесплатно и Тоест не бесплатно, ќе ја купуваш картата па се донира. Па ја донираш, да. Сакам да ти кажам, два пати ти имаш и он два пати го пуни 50.000 луѓе доаѓаат да го гледаат, мислам, имаме синдром на самоуништување, тоа е дефинитивно така. Прво е страдата, секој си љубоморат еден на друг. Нема соработка. Не соработуваат и тоа е тоа.
во исто во ова студио, тука ќе превршуваме, кај Агнеса Давидов да зборуваш за анксиозност. Тоа за многу луѓе во Македонија е табу тема. Јас мислам дека прво со еден мој добар другар кој што е долги години психијатар во ГОП 8 септември, он ми вика, ја вика прво по статистика 40% е пораст, секоја година по 30-40% има поголем пораст на анксиозност и за мене знаеш како мене уопште не ми е табу тема, јас сум имал анксиозност и мислам дека и не е нормално да немаш анксиозност ако живееш во Македонија на тој стрес, на тој загаден воздух, на оваа гужва у град што не лечи, на безпарица и на се. Еве тебе не ти беше табу тема да збориш за анксиозност. Како ја надминуваш, како се справуваш со анксиозност? Затоа што јас сум гледал Коста Петров на пример го гледав тоа. Мислам јас сум имал според со тоа блага анксиозност, меѓутоа, знаеш, акумулиран стрес, работа многу врски. Меѓутоа, он тој говореше дека не можам, викам, ми беше страв да заспиам се тоа, е страшен притисок ти да се депривираш од сон и така натаму. Меѓутоа, тоа е последица, Јанаки, дека он почесто време бил сам. Ти како ти што викаш имаш некои благи напади на анксиозност, не можеш да имаш појаки зашто си нон-стоп со луѓе, тоа ти е предност. Сега, табу тема не треба да биде, зашто у Скопје, Македонија, посебно у Скопје, ја ти гарантирам дека секој втор се бори со ѓавол. Дефинитивно, ја се слагам со тоа. Значи, многу грешат што кријат и затоа некогаш ќе видиш некој, абе, зошто се убил, како се убил. Тоа е, не споделуваат, не бара помош од лекар, не се срами. Психолог доди ја се да, не отвори. И многу фактори, посебно у држава, влијаат. Секој ден читаме негативни вести. Немаштијата е више на големо ниво, чука на врата. Све допринесува до тоа. Меѓутоа, најубаво е да споделиш и да збориш со сите. Јас највеќе ми помогнало тоа што блиските сум разговарал. Многу често излегував надвор да пешачам. Никогаш не ги отфрлив одма и диазепамот и хелексот, не се осврнав на тие апчиња, зашто не можеш да се излечиш. И тоа е грешка, реално, тоа не е решение. Не можеш да се излечиш со тие апчиња. И полека ќе прекине све ако тераш кој што треба. Ако се дадеш на алкохол, на дроги, на не, тоа само ќе ти го апчиња, ништо, само проблемот. Да, ти го зголемува проблем. Менаџираш ли сега во моментов нешто? Не, активно не. Размислувам да се вратам поактивно како собственик, сакам некое местен се гледам. Тоа ти е добра идеја, затоа што искуството да го не со пренесеш. журки, него некое мирно, така? И ти си остарел. Не можам журки. Си остарел. И да нема јадење, пошто гледам другари што имаат ресторани како се мачат со персонал и со квалитет. Да, реално да. Све. Со второто, квалитетот Да. е многу битен, не е само храна да Да. има, значи. И со журки више нема капацитет Скопје за журки да организираш добри. Концерти ве среќаш што се организираат и тоа не се сите успешни, тоа е. Значи следни чекори ти се да си земеш некој мирно место, Па размишлам, би било да. кафуле колку што те Кафе разбирам, шема некоја, да има кај да седиме да пиеме кафе и да вади трошкови некоја плата нормална. Ти благодарам на одвоеното време. И што, фала и на тебе за поканата, мило ми беше.